Колку е нормално детето да плаче? Кога плачот е нормален, а кога знак за проблем? Здраво родители! Јас сум доктор Бардил Идризи, педијатар, неонатолог, специјалист по детски болести и магистер по клиничка медицина. Добре дојдовте во Бар Мед, каде медицината ја објаснуваме едноставно, јасно и практично. Ова е прво видео презентација на македонски јазик и зборуваме на тема плачењето кај бебињата, како нормален процес или проблем. Плачењето е првиот и најважен начин на комуникација кај новороденчињата, но многу родители често се исплашени. Вистината е, повеќето бебиња плачат 1 до 3 часа дневно и тоа е нормално. Кога плачот е нормален? Кога? Бебето е гладно, има мокра пелена, сака близина и контакт, е уморно или преморено, има грчеви или така наречени колики, особено на 2 до 3 месечна возраст. Овој плач често доаѓа и си оди, а бебето меѓутоа се смирува самостојно. Кога плачот може да биде проблем? Плач кој е многу силен и непрестаен, бебето не може да се смири со ништо придружен со температура, повраќање или диареја, бебето е поспано или не реагира нормално при стимулација. Ова може да укажува на инфекција или болка која бара преглед кај педијатар или неонатолог. Важна вистина што родителите ја забораваат е дека не секој плач значи глад, не секој плач бара храна. Понекогаш бебето само бара сигурност и контакт, односно да го придржиш марака. Што да направат родителите при таква состојба? Прво, проверете пелена. Понудете доење или млеко ако има знаци на глад. Држење во раце и контакт кожа на кожа. Одите на тивка и темна средина, лесно нишање и смирување. Исто така може да помогне. Бар Мед порака за родителите кои се вознемирени. Плачењето не е непријател, тоа е јазик на бебето. Најважно е да научиме да го разбереме, не да го исклучиме и смиреме без да знаеме што сака. Затоа зборувајте му на детето, пеејте му и насмевнете му се, затоа што он тоа го сака, а и вие исто така родителите.